Не бе дали ви се верува. Филипчи и неговото СДСМ реагираат на изјавата на Костадинов и ја повикуваат владата да не дозволи било какви испади и навреди на националните чувства на македонскиот народ. Ова доаѓа од човекот и партијата кои всушност и не доведоа до ова дереч. Па не беше Филипче министер кога неговиот ментор и другар Заев го потпишуваше оној капитулантски договор за добрососедство или кога се извинуваше за се и свашта, што тогаш не реагираше на ваквите изјави. Затоа што сите знаеме дека Костадинов и неговите глупости не се нови, тоа го збореа веќе со години наназад. Или каде беше кога Ковачевски го прифати оној францускиот предлог со кој Македонија сама се откажува од идентитетот, историјата и јазикот. Тогаш молчеше и се криеше, за да сега неговата партија да ја повикува владата да не дозволела било какви испади и навреди на македонците. Па поголем испад и навреда на нашите национални чувства од тоа што го направи СДСМ нема. За мене можеби подегутантно од изјавата на Костадинов е така наречениот излив на патриотизам кој сега го слушаме од Филипчи и СДСМ. И не се само бугарите, реагира и на законот што председателката Силјановска Давкова одби да го потпише заради двојазичните лиценци. И во овој случај повикани нели се најдоа СДСМ да бараат владата целосно да се откаже од спорните измени на законот. Тие, замислете, сметаат дека спорните одредби ја кршеле унитарноста на државата и се засновале врз неуставен закон за двојазичност. Навистина не можам веќе да ги коментирам. Па чекајте бе луѓе, вие сте тие што го донесовте оној неуставен закон за двојазичност и сега излегувате и велите дека спорните одредби ја кршеле унитарноста на државата. По уште неделава гледате влегува во некоја си наводна војна со ДУИ, откако со години беа заедно во добро и во зло, сега им текнува да си разменуваат отровни стрели. Да не ви се верува. СДСМ бара да се реагира на бугарски навреди. Вели со двојазичноста се нарушувала унитарноста и го обвинува ДУИ за национализам. Од каде ово излив на патриотизам? Знам јас. СДСМ кога ќе порасне, сака ВМРО да биде.